Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вашиот водител е малку настинат, малку нервозен поради тој факт, дури и фризурата не му е соодветна ако ме прашувате, но животот оди понатаму и мора да се водат емисии. Јас се обидувам во емисија да давам тон на различни теми. Јасно е дека она што е најинтересно е случувањата поврзани со борбата со прогласената војна со организираниот криминал од страна на владата, која што веќе има резултати, борбата со мафијашки структури од типот на Бела Цона, Беланцона, како се вика тамо Грчец, Рачиново и така натаму, наоѓање на цели арсенали со оружје, откривање на убиства. Во меѓувреме, ситуацијата околу поранешниот вице-премиер број 1 Артан Груби, околу човекот кој што го пренел преку граница со дипломатско возило, сето тоа се разбира многу важно, но ние не отстапуваме од идејата да расправаме на сите можни теми кои што сметаме дека се многу интересни. Значи, во понеделникот зборувавме за борбата со криминалот, вчера за она што е исто така исклучително важно за здравиот и чист воздух, а вечерва сакам да позборувам со многу, би рекол, човек кој што знае зашто зборува околу околностите во кои што се наоѓа Македонија на надворешен план, односно како се соочува МНР со предизвиците кои што ги носи фамозното членство во ЕУ, до кое што некогаш ќе дојдеме. Ситуацијата со Бугарија се разбира, меѓутоа и промените кои што се случуваат во македонската дипломатија. За таа цел вечерва мој ваш гостин е заменик министерот за надворешни работи и надворешна трговија Зоран Димитровски. Добра вечер. Добро вечер, поздрав до вашите гледачи. Морам да ви признам, се што сум некој колега да ви речам, Димитровски, вие сте несомнено еден од најдобрите македонски новинари, ова не е ништо некоја тајна, тоа е факт. Излеговте од приказната, морам, секогаш кога ќе ве сретнам ми текнува на Черчил, Черчил чинам рекол, новинарството е супер професија ако ја напуштите на време. И сакам сега да ве прашам, кога е тоа на време? После одредени години работа, после одреден стаж, или човек треба да му дојде во главата да рече, аха, сега тоа доста беше. Па не сум имал никогаш идеја и желба да го напуштам новинарството, тоа веројатно дојде така спонтано, но морам да кажам дека ова, да речеме, сега функција на која сум и во врска со надворешните работи и дипломатијата, има многу допирни точки со новинарството, се трага по на некој начин, ако новинарството е потрага по вистината, нели, како новинар барате секогаш ви идејата да стигнете до вистината, и методот е комуникација. Овде е исто така методот комуникација во дипломатијата, пред се тоа е, нели, клучниот метод на кој што функционирате. Треба да имате што повеќе врски, што повеќе луѓе, исто така и во новинарството, извори на информирање. Овде исто така барате извори на информирање, затоа што да знаете во каква состојба ви се наоѓа државата, односно како резонира тоа за имиџот на вашата држава кај странците и така натаму. И за разлика од новинарството каде што вие информирате директно јавноста, овде ги информирате државните органи, односно единствено начинот на информирање не е толку јавен, малку е потаен. А се друго е... Што е проблем за новинар. Да. Што е проблем за новинар, меѓутоа човек се навиклува. Се разбира, потешко е да се биде дипломат, затоа што во новинарството сте научени се да биде ачик, се да биде наотворено, но се со време, нели, се вежба. Така е. Ајде да видиме колку ќе бидете отворен во оваа емисија, чисто еве да кажеме вечерва, дотле вечерва, после оваа емисија веднаш патувате за Корча. Да, утре има 80 години од утре има научен симпозиум, организира фактички македонското друштво Сонце, односно господинот Васил Стериовски, кој што лидер на Македонската алијанса. Мојот некогашен колега на факултет. Апсолутно. Тоа е манифестација, реков, научен симпозиум по повод 80 години од почетокот на изучување на македонски јазик во Албанија. И тоа е навистина многу силен, сериозен јубилеј. Знаеме во каква состојба се наоѓа македонскиот јазик денес, дека на некој начин е загрозен.
Истото се случува, можам да кажам, и во Албанија. Не е само во диаспората, во овие стандардни Во Австралија и Канади, да. Не, и каде што ни е загрозен, да речеме, во Бугарија, во Грција и така натаму, туку се случува и во Албанија во еден дел, затоа што во Мала Преспа тој се изучува во училиштето, додека во делот во Голо Брдо македонците се уште немаат право да учат македонски јазик во училиштата и тоа прашање постојано се поставува. Се надеваме дека во иднина ќе има разбирање и кај албанската влада да се обезбеди учење македонски јазик во училиштата во. Па нема никаква логика да нема. Но има, знаете дека постои голема офанзива од страна на Бугарија, се разбира. За бугаризација на делот тоа население. Огромни средства се слеваат таму за организирање и на настава по бугарски јазик, за делење книги, учебници, тоа е познато, господин Димитровски, меѓутоа па ако сме реални, вината си е кај нас. Се согласувам, ние како држава во овој изминат период многу малку направивме на тој план. Дури ние како политичка партија дониравме книги во еден наврат минатото пред неколку години во училиштето во Мала Преспа, но по ова покрупното прашање мислам дека нашата дипломатија многу малку има направено, иако морам да кажам дека поранешниот амбасадор кој сега скоро се врати имаше потези во таа насока и дека почнува да расте свеста дека сериозно мора да се поработи на ова прашање, особено затоа што имаме офанзива од бугарска страна, но и нешто друго. Мене постојано ми доаѓаат нашите, водачите на нашите здруженија од Албанија, во комуникација сме со нив, бараат поддршка од македонската држава за печатење изданија, весници, за други манифестации културни кои што ги одржуваат во Албанија. Имаме таму вибрантни, односно здруженија кои што се навистина активни и се надевам дека во следниот период ќе имаме многу повеќе фокус кон таа диаспора. Но воопшто македонскиот јазик, ако сакате, јас скоро бев во Малта и таму имаме заедница од 4000 македонци. Малта која што е околу 300-400 илјади, значи околу 4000 македонци, тоа е 1% веќе од населението. Тоа не е малку, да. Тоа не е мала заедница. Иако тоа луѓе не разбере некој погрешно во Малта, не се однесени пред 200 години. Не, тоа е нова диаспора, меѓутоа, значи со таму здруженијето на македонците, фактички, кое функционира, благодарение на нашиот почесен конзул таму, има простори во негови простори и таму се одржуваат часови по македонски јазик. Одлично. За нашите деца, меѓутоа морам да кажам дека тие си ги плаќаат од джеп. И тоа не е во ред. Мислам дека тука треба македонската држава да издвои буџет, професорите, бидејќи професорите се волонтери некако во слободно време, меѓутоа за да ги платат просториите, за да платат се што треба, тие мора да наплатат од децата. Не може секој да си дозволи да издвојува толку пари, така што мислам дека и тука државата би требала, ние ќе апелираме во буџетот да се издвојат средства во многу средини, затоа што ние знаеме дека преку Министерството за образование во повеќе европски држави се поддржуваат таков тип на настава, да речеме во Хрватска, во Словенија имаме наставници кои што се платени и предаваат по неколку училишта, часови по македонски јазик им држат на македонците, меѓутоа во овие нови средини како Малта, например, не постои тоа и мислам дека македонска држава тука треба да направи напор, односно во следната година да издвоиме дел од буџетот да го помогнеме изучувањето на македонски јазик. Апсолутно се придружувам на вашиот апел и ова е можеби еден патоказ на кој начин би требало да функционира и Македонија, и македонската дипломатија, генерално тие нови ветришта што се најавени. Ќе влезе малку по-детално во таа работа, меѓутоа ајде првин да почнеме со она што денеска баре мене и беше многу интересно, една изјава на Бојко Борисов, лидерот на ГЕРБ, поранешен премиер на Бугарија, можеби и иден. Во Бугарија никако не можат да направат влада од причините што сите ги знаеме, постојано имаат нови избори, постојано владата е само на техничко ниво и денеска Бојко Борисов излегува со една огорчена, би рекол, информација дека Бугарија не е дел од тековите
кои што се случуваат поврзани со Македонија во однос на НАТО и вели во Брисел. Меѓутоа, Брисел е широка категорија, меѓутоа Брисел се разбира ЕУ и НАТО. Сигурно не мисли на Белгија како земја и проблемите на фламанците, не знам таму на фландирците. И сега ова што покажува, од една страна би можеле да го сватиме како некаков обид од негова страна за притисок врз јавноста во Бугарија да се наметне дека без него не бива ништо. Но од друга страна тоа признание дека на некој начин се успеало Бугарија да биде бајпасирана е интересна информација. Ова е резултат на некаков наш успех како дипломатија? Мора да се биде искрен дека изминативе неколку месеци навистина има засилена активност на македонската дипломатија. Па ако сакате пред се и премиерот, министерот за надворешни работи, другите амбасадори имаат такви инструкции. На секаде каде што одиме и секаде каде што имаме билатерални средби, особено во земјите членки на Европска унија, имаме навистина мисија за да ја објасниме нашата позиција. И многу често се соочувам со соговорници кои буквално не знаат за што се работи. Односно, тие знаат дека постои некаков проблем, Македонија треба да направи уставни промени, да ги внесе бугарите во уставот за да почне преговори за членство. Но позадината? И дека има некаква влада која што не сака сега да ги спроведе тие уставни измени, затоа што наводно е премногу националистичка. И кој им е проблемот? Таков тип на наратив им е таму прикажан, зашто мислам дека тие луѓе не се виновни, затоа што минатата влада се согласи на нешто на што не смееше да се согласи, без да ги праша најголемиот дел од граѓаните и политичките партии во Македонија. И ние бевме доведени во ситуација да објаснуваме состојбата каква е навистина. А состојбата е таква што не се во прашање бугарите во уставот, туку е во прашање целиот пакет, во прашање се сите историски идентитетски барања на Бугарија кои што ќе ни дојдат веднаш, ќе ни чупнат на врата веднаш после усвојувањето на уставните измени. И јас пластично им објаснував насекаде, буквално, кај колегите во Варшава на политички консултации, кои што интересот е голем за тие историски прашања, да ви кажам. Зошто? Голем е интересот затоа што на пример луѓето не знаат, да речеме, дека историската комисија помеѓу Македонија и Бугарија, дека еден ден ќе дојде и до прашањата од Втората светска војна. Ние знаеме кои се бугарските барања. Дека бараат да се избришат 16 споменици да се избрише дека бугарски фашистички окупатор, жртви на бугарскиот фашистички окупатор. И кога тоа им го соопштувам на нашите пријатели било каде, во Германија, во Полска и така натаму, тие се зачудени и велат дека па такво нешто ние не смееме да дозволиме. Проблемот е што таков тип на барање од Бугарија веќе тие дозволија, затоа што тие се дел од пакетот од преговарачката рамка и од протоколите. Односно, од сите, таму има конкретни клаузули дека се очекуваат резултати од работата на историската комисија. Резултатите нема. Имаше малку во јавноста се крена малку паника, еве сега ги менувате членовите на историската комисија, дали тоа значи дека тие сега ќе бидат потврди, партиски ќе бидат, нема да бидат вакви. Меѓутоа, вие имавте работа на минатиот состав на историската комисија, кој 2 години нема никакви резултати со Бугарија. Значи, ете и тие наводно попустливите не можеа затоа што не може да подлегнат под бугарските уцени. Со други зборови, ако денеска го слушав и читав некои материјали од господинот Главчев, кој што е технички премиер, ова велите за Борисов, ќе го искоментирам на брзина, тие велат дека постојано инсистираат на тоа дека не се само во прашање уставните измени, туку Македонија, бараат од Македонија да ги исполни и другите елементи кои што се историско-идентитетски теми. И тие се дел од преговарачката рамка, што за нас е неприфатливо, но минатата влада прифатила тоа да влезе во преговарачката рамка и во целиот пакет за наше членство во Европската унија. Добро, но вие тој Костин знаевте дека ќе го добиете. Во однос, да, апсолутно се согласувам. Во однос на ова што го вели господинот Бојко Борисов денеска што го изјавил, тоа значи дека нашите напори успеале да стигнат до одредени нуши. Ако вие го имате господинот Антонио Кошта, кој што е сега председател на Советот,
Тие луѓе, вие видовте во Брисел неколку челници кои изјавува, па дури Марта Кос, која е надлежна сега комесар за проширување, отворено вели дека нема да дозволам билатералните прашања натаму да го кочат процесот за проширување. Да. Но тоа е риторичка изјава. Како нема да дозволи? Значи, вие треба да направите нешто јавно, треба да направите сериозен притисок. Јас се надевам дека ова е почеток на она што ние го бараме. Ова е изјава на Бојко Борисов. Се надевам дека не е само политичка кукуза фрлена за бугарската јавност. Веројатно се употребува и во тој контекст. Во ред, не е тој будала, сака да поентира, меѓутоа јасно има нешто. Од бугарска страна постојано се вели дека ние сите сме исти по тоа прашање, дека нема никаков попуст кон Македонија, дека нема репреговарање и така натаму. Ние велиме да, може да нема репреговарање во смисла на општите елементи во преговарачката рамка, но ако ние го почитуваме договорот за добро соседство, Така е. нели велиме, велат бугарите, пакта сункт серванда, мора да се почитува договорот за добрососедство, но во договорот за добрососедство ги нема тие елементи Така. за кои што разговараме. Па потоа велат, не, мора да се почитува се што е договорено, и преговарачката рамка, и протоколите. Дури мене од бугарска страна, од одредени дипломати ми беше речено, зошто вашиот претходен министер за надворешни Бујар Османи ја лажеше вашата јавност. Дека Отворено. Па отворено. Вика, он ја лажеше, наместо да ја подготви, да ја каже дека не се само уставните измени, дека морате да ги промените, мора да има резултати историската комисија и така натаму, дека овие сите прашања, знаете, апсурдни прашања, кога вие морате да објасните на странци дека државата веќе нема да може да снима филмови за Втората светска војна, во кои што бугарите ќе бидат прикажани како нелинивниот фашистички режим за време. Па како да ги прикажеме како, не знам, љубители на не, добро вино, не знам. Не, ама велам, тоа се барањата кои што се на маса. И сега вие значи во таа комуникација очигледно луѓето почнуваат да разбираат дека тука нешто не е во ред. Кои се нивните механизми да го променат тоа? Не е само притисокот. Знаете, Македонија, ако некој сака на вистина да почне преговори за членство и да бидат променети, да добие некаква известност тој процес на евроинтеграција, значи да не може Бугарија да стави вето на идентитетски прашања. Затоа што таа може следната година да рече договорот за добрососедство не се остварува. Зошто? Историската комисија нема резултат оваа година. Може да Еве за 6 месеци договорот за добрососедство не се остварува и не можеме да продолжиме напред со отворање нови поглавја. Еве Албанија сега отвара нов кластер, нели? Да. Ние ќе го отвориме првиот, да речеме, ќе ги ставиме бугарите во уставот, ќе го отвориме првиот и ќе застанеме тука. Натаму нема да одиме затоа што за секој втор кластер ќе речат не може, затоа што Македонија не го остварува со добра волја, како што пишува во декларацијата на Генералниот совет, на Советот за општи работи, дека треба да ги остварува двата договора и со Грција и со Бугарија во добра волја. Добра волја, да. Но знаете што, заменик министер, овој бугарски синдром очигледно ги зафаќа сите и тоа беше очекувано. Еве сега Хрватска и залепи вето на преговори на Црна Гора, ако не се лажам. На Србија исто така. Бугарија и на Србија. Ова станува и то токму на поглавието на надворешна политика и безбедности прашања. Тоа поглавие не може да го затвори сега Црна Гора. И вие ако пуштите преседан во суштина да билатерални прашања станат поважни од копенхагенските критериуми. И то пазите, во случајот на Хрватска, вие имате прашања за кои што тие велат во однос на Црна Гора, дека се така наречени цивилизацијски прашања. Дека не се работи за некаква билатерализација која што е нели за жртвите од војната и така натаму. Секогаш можете да ги окарактеризирате вашите барања како цивилизацијски. Во случајот на Бугарија, и ние тука сакаме да го насочиме, односно тука ги насочуваме и нашите објаснувања и се тоа за што лобираме за нашата кауза, дека не се во прашање никакви човекови права на бугарите во Македонија. Зашто ние со нашиот устав, буквално, прво ние сме шампиони во заштита на човековите права. Немаме никакви случаи на европско ниво. На европско ниво на дискриминирани во таа насока во Македонија и дополнително спремни сме и преку оној акцијски план кој што го имаме со Европската унија фактички договорено,
Така е. Да ги дополнително да ги заштитиме правата на сите етнички заедници во Македонија до највисоко ниво. Ако останал веќе простор за некои други, затоа што имаме и други етнички заедници кои што треба да станат дел од уставот. Зборувате за хрватите, за црногорците. Да, немаме таков проблем. Значи немаме никаков проблем со тоа. Со тоа сакаме да истераме на чистина дека Софија во суштина не е нивната цел заштита на правата на бугарите во Македонија. Нивната цел е атак врз идентитетот, односно врз историскиот континуитет на нашиот идентитет. Јазикот, зошто ја имате? Значи, зошто имате унилатерална декларација дека тој јазик не постои? Да, не го признавате. Јас секаде објаснувам дека е тоа во сите разговори, дека е тоа путиновски јазик на негирање на една нација, а видовме до каде доведе тој јазик на негирање на една нација во крајина, дека доведе до војната. Не сакаат многу, можеби, во Брисел да се прават споредби, но кога ќе ми ги објасните сите елементи на што се повикува Софија, нив им станува јасно. Отамо јас верувам дека во одредени кругови во Брисел, и тоа во повеќе кругови, во доминантни, почнува да преовладува мислењето дека Бугарија премногу бара. Но не сум уверен дека се уште постои силна волја да се изврши таков притисок, затоа што постојат механизми. Ако сакате да ја изолирате Бугарија, можете да ја изолирате. Но напротив, тие ја наградија. Бугарија сега влегува во Шенген. Во Шенген од 1 јануари, да. Бугарија станува членка на Шенген зоната, а тој инструмент, да речеме, Брисел можеше да го користи за да, доколку сака на вистина, да дојде до некаков компромис. Дури некои велеа познавачи дека со ова практично Брисел свесно го губи еден од клучните инструменти за не да ја оценува, меѓутоа да и не се работи за уцени. Знаете, нема овде, ние зборуваме дека сме ние подготвени за компромис. Немаме проблем со тоа. Компромис во смисла дека никаков проблем немаме со заштита на правата на бугарите во Македонија. Во таа смисла компромис. Така е, меѓутоа не можеме да правиме компромис. Не можеме да правиме компромис со прашања кои што утре треба да значат, да речеме, менување на наративот кој е виновен за испраќањето на евреите во концлогорите. Да. И утре ќе треба Македонија да прифати дека ние сме виновни, претпоставувам. Ама што да кажеме? Па не можеме да го Што да кажеме? Како можеме да кажеме дека ние сме кога дошла странска војска ги однела, сега тоа се историски факти, тоа не е. Или дека треба да ги обвиниме германците за тоа. Дека само Хитлер е виновен. Односно, овие што ги собирале биле случајни минувачи. Или дека во Македонија, јас тоа го објаснувам постојано, дека ако во Македонија имаме споменици на кои што пишува жртви на фашистички германски окупатор, италијански, зошто не би имало на бугарски? А германците интересно немаат проблем со тоа. Па нема никој проблем. Или италијаните. Значи вие во Албанија имате споменици, јас сум гледал, во Албанија има споменици на жртви на италијанскиот фашистички окупатор. И сега што? Италија треба да бара. Да, иако се блиски, иако Италија е еден вид на не само поддржуваш, туку да речеме политички спонзор некако. Патерналистички, да, патерналистички како спонзор. Проблемот е тоа што ние навистина во оваа состојба се уште немаме силна волја кај некои од најголемите земји членки, иако навистина добиваме помош во меѓувреме, се залагаат и за нашата кауза и поголеми земји членки. Имаме, можам да кажам дека со најголема почит и на другите земји, меѓутоа Соединетите Американски држави на вистина вложуваат напори преку својата дипломатија овој проблем да го решат. И јас се надевам дека веројатно треба да има некој покрупен играч како што се Соединетите Американски држави, затоа што тие имаат повеќе механизми за таков тип на дипломатски притисок, но тоа е видливо преку делувањето на Касанов, ако не се лажам главно. Да, Джеймс О'Брајан, Касанов, фактички јас во Малта бев на Министерскиот совет на ОПСЕ и имав тамо за среќа, нели, куса средба со господинот Блинкен. Да, имав куса средба со господинот Блинкен, тоа само покажува почита кој што имаат Соединетите Американски држави кон Македонија, затоа што сепак државен секретар на Соединетите Американски држави, до кој што многу тешко доаѓаат и одредени министри, тој сепак избра 5 минути да и посвети на Македонија, да се сретне со мене, затоа што очигледно беше важно и да упати некаква порака дека ја имате поддршката. Без оглед што е тој на крајот на кариерата, на крајот од мандатот. Да. Од мандатот се извинувам на изразот.
значи на крајот од мандатот, но на крајот буквално она што ми го кажа е дека ќе разговарам со мојот наследник и ќе му ги пренесам овие пораки дека е многу важно Соединетите Американски држави да застанат зад не само за вашите евроинтеграции за кои што стојат генерално, туку и да помогнат во диалогот со Софија да се дојде до решение. Суштински, да. Добро, американската политика во тој смисол е кохерентна, без разлика што некој верува дека, не знам, Трамп, не знам какви промени ќе направи, тие би оделе на некои други геополитички позиции, можеби кон Кина или ова со Русија, Украина, тешко дека за Балканот нешто би се менувало радикално. Видете, значи Во овој момент сакаат да биде стабилно, сакаат од подолго време да биде стабилно, сакаат да се заважат работите и очигледно сакаат овие земји да влезат во Европската унија. Господинот Трамп, ако за нешто е познат, е познат како бизнисмен сериозен и сака да прави бизнис дилови. И сака да постигнува, вие знаете минатиот пат, тој ги седна на маса и Вучич и Тачи така и потпишаа договор во Вашингтон. Така што верувам дека и овој пат овие, ако тој веќе говори дека првиот ден ќе го реши, не мора да значи првиот ден, меѓутоа дека ќе ги седне на маса Путин и Зеленски, односно ќе се обиде да склучи мировен договор и верува дека ќе успее во тоа. Замислете каков проблем е тогаш да реши прашање од типот на македонско-бугарското прашање. Кое што е ирационално. Ако за тоа му треба 24 часа, за ова дали ќе му треба 1 минута или 24 секунди. Ние знаевме дека господин Димитровски дека ова ќе биде макотрпен процес за нас, за жал, и кога влеговте, претпоставувам, како нова екипа, зборувам во МНР, во дипломатијата, па и премиерот, веројатно бевте на чисто дека ова ќе биде одење полека, и нормално јавноста не сака, така јавноста сака како и за се, да се видат резултати веднаш, меѓутоа начинот е тој, моментално премиерот ево Брисел, има интересни средби со Каја Калас има средба, утре има настани на Европската народна партија, тоа е нешто друго, се разбира, меѓутоа сите овие средби, на сите средби премиерот настапува и министрот за надворешни работи со него се разбира, настапуваат со она што го нарекуваат јасна позиција на Македонија, не она како да речем растеглива ни лево ни десно на претходниците, туку нешто јасно и цврсто. Луѓе, навистина сакаме да преговараме, навистина сакаме да дојдеме до решение, но и ние сме луѓе, мајката. Не, Македонија многу даде изминативе 20 на години. Тоа го имаше и во изјавата предвадена на брифингот со новинарите господинот Антонио Кошта. Он го признава тоа дека и многу во Брисел го признаваат. Тоа е факт. Дека Македонија на вистина има премногу дадено и ниедно од тие ветувања сериозни не е исполнето. Не беше исполнето, така. Така што сега сме во состојба едноставно на недоверба, не на македонската влада, туку на комплетната македонска јавност, 80% од граѓаните кои што веќе не веруваат на никакви ветувања од Брисел. И тој видно во анкетите, тоа е факт. А од таму што велат? Не, вие сега треба да исполните обврската, ставете ги, односно внесете ги бугарите во уставот и потоа ќе почнете да одите напред. Кога велиме што потоа, немате јасно ветување, никој не може се разбира да ви даде гаранции дека некоја земја нема да ве стопира заради охридската пастрмка или заради нешто друго. Секогаш може да најде повод, апсолутно. Секогаш може да се најде повод, но ние зборуваме за идентитетски билатерални прашања. Не зборуваме за билатерални прашања од типот, ако се сеќавате, Албанија беше стопирана од Грција заради градоначалникот. Еден човек. Излезе од затвор тој човек, престана, значи да е кај нас толку едноставно прашањето, тогаш би можело да се реши. Тоа се таков тип на билатерални прашања кои што не задираат во идентитетот, не се толку суштински. Така. Или не знам, сега Хрватска и Црна Гора, затоа што Црна Гора усвои во парламентот осудување на геноцидот во во НДХ во Јасеновац. Во НДХ во Јасеновац. И овие не знаат како да им се одмазда, тоа се коментарите. Тоа се коментарите што ги читаме во јавноста, па сега измислуваат нови. Но без оглед на се ваков тип на идентитетски прашања, значи се несвојствени воопшто и во досегашната билатерализација на процесите. И тие не да се апсурдни, туку се навистина надворот разумот,
А ние слушаме постојано од Софија дека мораме значи не само бугарите да ги ставиме во уставот, туку сето, целиот тој пакет понатаму што се подразбира. Во овие средби, само што ова да кажам, во овие средби што ги има сега премиерот со Брисел, мислам дека јасно ја кажува нашата позиција и што е прифатливо, нели, од наша страна. Тоа е многу важно. Дека утре можеме да ги почнеме уставните промени. Јасно. Тоа не е никаков проблем. Единствено ни треба добра волја и од страна на Софија. Идејата е дека ние не видовме со ниту еден потек од другата страна. Видовме Радев даваше некои изјави, има говор на омраза кон бугарите во Македонија. Каде е сега тој говор на омраза? Тоа е некоја приказна што тој ја вергла 2-3 години од времето кога ни ставија вето. Тогаш имаше по социјалните мрежи нормално и говор на омраза по социјалните мрежи. Меѓутоа денес воопшто тоа не е присутно. Кога би правиле паралели со нашите соседи, кои се дискриминирани луѓе, значи немаме таква состојба. Така е. Значи немаме таква состојба. И сега ако вие имате ситуација во која е јасно каде е кои се ставовите на Македонија, тоа е малку збунувачки за одредени кругови во Брисел, затоа што претходно имало влада која им велела нешто друго. Не, ние секе поминаме, нема врска што некоја опозиција тамо џавка, ние секе и што народот не прифаќа. И што народот не прифаќа, но сега видоа дека ова е цврста позиција која што ќе мора да се бара решение. И повторно се вратам на Антонио кој што тој вели во неговата изјава, ќе мора да работиме за да дојдеме до ситуација Македонија да ги прифати, да ги примени, односно да ги спроведе уставните измени, односно врските од преговарачката рамка. Со други зборови ќе мора да се работи со Бугарија. Соединетите американски тоа го поддржаа, рекоа, политички диалог. Од Софија рекоа, нели, не сакаме да преговараме, без оглед како ќе го крстите тоа. Политички диалог мора да постои за воспоставување добрососедски односи. Ако вие сакате навистина добрососедски односи. Ако не, тоа е нешто. Ако сакате да понижите некого и триумфалистички да се однесувате во таа смисла дека еве ние сме добитници во спорот затоа што сме внатре, не верувам дека овде постои. Премиерот Мицкоски рече нека си најдат друга влада, но без оглед, јас не мислам дури и да најдат било каква влада. Нема народ, нема веќе граѓани што ќе поддржат на тамошни понижувања. Во таа смисла некој денес ќе рече да, ние се оддалечуваме, нели, од Европската унија. Албанија оди напред, Црна Гора оди напред. Ние сме многу понапред и од земји што преговарат, и од Србија, и од Црна Гора, и од Албанија, да не зборуваме, во многу подречја. Многу понапред сме и по кластери, ако гледате. И дури јас имав некои разговори со некои од луѓето што се разбират баш токму во тематиката на отварањето и поглавја и исполнувањето критериуми. Неколку поглавја можеме да затвориме вака за 1 месец, кога би се отворили утре преговорите. Значи, можеме многу брзо да ги надминеме и некои други кандидати преговарачи, доколку би ги отвориле преговорите. Но нас ни стои тој Дамоклов меч. За жал. Но ќе видиме како ќе оди. Оној момент што не им промакна, не ми текнам сега друг збор на македонски јазик и на новинарите, е таа драстична промена која беше најавена и од министерот за надворешни работи и надворешна трговија, многу ми е долг насловот, Тимчо Муцуски во МНР, таму се менува и законот, ако не се лажам кај вас. Да. Беа кажани прилично и тешки зборови во однос на некои поранешни дипломати кои што очигледно не си ја вршеле својата работа, не да не ја вршеле својата работа, туку баш не ја вршеле, беа спомнати и злоупотреби сериозни, непочитување на хиерархија, не знам, непочитување дури и на правилниот кодекс дипломатски кај некои амбасадори, нешто што едноставно направило, можеби меѓу другото, и да се добие впечаток за нас како една несериозна држава со која што Бугарија или било кој друг може да прави што сака. И сега сето тоа се менува. Ликот на дипломатите е ликот на државата. Тие се навистина, тие представуваат нашата држава во светот и многу луѓе, односно и многу и политичари на тие земји каде што се упатени, добиваат печаток за земјата од тоа како тие се однесуваат. Не мора сите да ја посетиле Македонија, така? Се разбира.
И тие се нашиот лик таму и тие мора да бидат нели онакви какви што предвидуваат сите дипломатски стандарди. Во однос на законот, мора да кажам дека ова е, дури би рекол и едно од по-револуционерните, нели, револуционерните закони во смисла на подобрување на фактички положбата на дипломатите, на професионализација на дипломатијата, затоа што веќе го напуштаме на правило дека само 30% од дипломатите професионалци ќе бидат амбасадори, сето друго може да бидат од надвор политичари, што не е во ред. Сега ќе биде 50-50, на тој начин и се дава можност на луѓето кои што се внатре професионалци, имам навистина луѓе со години кои што работеле, не се од ниедна политичка партија, но сакаат да работат за државата, да ја представуваат. И мандатот се продолжува за една година. Друго, мандатот на внатрешните, фактички не на амбасадорите и онака имаат мандат 4 години, туку на овие другите професионалци што ги пополнуваат дипломатско-конзуларните представништва, 3 години навистина е време додека се прилагодиш и така натаму и треба да бидат од друга страна добро е и да имаат мандат исто како што имаат и амбасадорите. Така што тоа е еден потик, исто така ќе бидат делумно зголемени платите нивни. Што беше една, многу ми кај нас мраза да го кажа тоа, затоа што нели многу трошиме, меѓутоа реалноста е дека луѓето што не представуваат во исклучително скапи земји и градови треба да преживуваат таму. Нема ефтина дипломатија. Тоа треба да го разбереме. Многу често нели имаме проблеми со луѓето од финансии кои ќе речат ама вие сега барате ова, барате тоа, не е. Многу пиење сакате и забави и балови. Но не се работи за тоа, никогаш не имало нели луксузирање освен во некои случаи екстремни кои што треба да бидат под окото нели на истражните органи, но она што е стандард, она што е дипломатски стандард, вие да речеме во Њу Јорк како дипломат, вие не можете да функционирате со плати кои што се Македонија и Молдавија имаат отприлика приближни плати на дипломатите. Значи сите други земји околни имаат многу повисоки плати, и Србија и да не зборуваме Хрватска, затоа што Њу Јорк Албанија, е едноставно Косово дури многу скапо место за живење, значи не само Њу Јорк, има други градови во светот, Токио, така е, Москва и така натаму. Значи имате градови каде што вие не можете да функционирате само со нашите плати. И сега луѓето, нели, плюс не се само платите, семејствата, школарина, значи државата покрива 50% од школарината за учениците, доколку бидејќи тие мора да учат во странски училишта во одредени земји. И тие најчесто, ако е во англискиот свет, не е проблем, зашто таму се бесплатни училиштата, да речеме, во Соединените американски држави. Но во други земји морате да платите интернационално училиште. Што воопшто не е ефтино. И 50% од платата не може да ви биде доволно, 50% од трошоците, ако ви плаќа државата, не се доволни, затоа што таму се школарините многу високи. Така што скап спорт е дипломатијата, ама не е спорт, туку е важна национална дејност, важна за државата, за нејзиното представување. Ке речете што успеала нашата дипломатија. Дипломатијата го прави она каква ќе се даде насока. Така е, тоа воопшто не функционира самостојно, условно кажано. Вие можете да бидете добро обучен дипломат, добар комуникатор, дружелюбив се и така. Ама ако немате инструкции, ако имате лоши инструкции од политичката власт, вие нема да направите ништо за државата. Ќе направите некои потези на терен, ќе запознаете пријатели, може да донесете некој бизнисмен и така натаму, но морате да имате строги инструкции како да се однесувате во однос на клучните прашања и како да создавате пријатели. Тоа е дипломатијата. Што повеќе пријатели да имаме за нашата кауза, што повеќе пријатели за Македонија и како да ги придобиеме. Добро, тој аспект еве помагаме. Во однос на тоа што некои дипломати како се однесувале во минатото. Сега Фрчковски беше спомнат директно со име и презиме професорот. Знаете, он беше споменат затоа што имавме таму фактички отиде ревизија од министерството. Значи невистините се информациите во јавноста што ги спомена господинот Фрчковски дека бил неовластен ревизор таму и тоа е тотална невистина. Значи ревизор на негов начин го кажа тоа. Да, ревизор од министерството со лиценца
Значи, заедно со раководно лице кое што е надлежно за дипломатите, беа во ревизија на амбасадата и буквално ги земаа сите податоци поврзани со финансиско сметководственото работење и другите, и другото работење, и дипломатското работење и така натаму, меѓутоа пред се ова, затоа што тука има забележани се навистина злоупотреби. Кажа министерот дека во прашање е 6-цифрена бројка во евра. Фрчковски беше прилично брутален, рече најдете во две цифри и не знам што ќе се случи. Да, не, станува збор, значи, видете, тоа е работа на истражните органи натаму се разбира. Да го процесуираат, ќе видиме дали ќе има простор тука за да се води и истрага на обвинителство и така натаму. Се уште е во тек, нели, на таа истрага, меѓутоа она што се некои првични податоци говорат за злоупотреби. Колку за тоа ќе има потврда во однос на детали, нели, таа финансиско-сметководствена анализа треба да се направи од стручни органи за да се утврди, но имаше во јавноста што каков тип на потези влечел господинот Фрчковски во однос на тоа сметководствено работење, дека позајмувал пари од сметката за приватно патување, нешто што е недозволено, без оглед што тој сакал да ги врати и така натаму. Не можете вие да поземувате пари од сметка на амбасадата или на државата за приватни цели. Едноставно има строги правила. Видовте она со министерката кога трошела за приватни потреби од картичката. Значи тоа не можете да го правите без оглед дури и да ги вратите парите. Значи не смеете тоа да го правите. И второ, одредени злоупотреби кои што се поврзани со оние пари кои што се добиени од сукцесија. Од наследството на поранешна СФРЈ, кои што до денар сите, односно до долар, мора да бидат уплатени на буџетската сметка. Вие не можете со нив да манипулирате да бидат уплатени да не бидат уплатени на таа сметка, па да се користат за други потреби на амбасадата и така натаму. Тоа се средства кои што мора да бидат уплатени на буџетската. Но професорот секогаш има некакви објаснувања, нели, оние негови прилично арогантни и само бендисани, вие не знаете што зборувате, ајде нека покаже истрагата. Таа интерна ваша и понатаму како ќе оди. Значи професорот беше многу погоден, да, бидејќи ние сме многу внимателни, ние никогаш не велиме дека професорот, односно амбасадорот во овој случај, затоа што професорот му е титула друга, амбасадорот во овој случај е должен да ги почитува законите и стандардите на работење и правилата на работење на дипломатската служба. Во овој случај ние сме забележале пропусти. Дали тие пропусти се доволни да биде покрената и друга постапка против него во смисла на кривично правна, тоа треба да определат органите на треба други органи да определат. Имавме и други случаи. Сега неодамна го врати, ако не се лажам, Тимчо Муцуски, конзулот во Њујорк, што беше пратен на недозволен начин од претходниот министер. Да, тоа се, ако вие не сте исполнувале одредени но тоа беше од страна на Бујар Османи, ќе го пратам. Буквално пред цела јавност беше, има да оди, што сакате вие, лутате се, има да го пратам. Вие имате случаи, па дури во времето на господинот Османи, во Министерството исто така, сега овде зборуваме за конкретен дипломат, нели што го пратил, меѓутоа има случаи на унапредувања, буквално на луѓе донесени од страна и експресни унапредувања, нешто што не може да се случи во Министерството, постои одредена хиерархија. За да напредувате во службата, дипломатската посебно, вие треба да полагате одредени испити. Треба време, години, треба да помине време. Значи, не може луѓето кои што тој ги донел, да не речеме од улица, меѓутоа да речеме од некаде од општина и така натаму, и да добивале експресни унапредувања и за брзо време потоа да бидат пратени во дипломатска служба. Некои луѓе тоа во МНР не им успева со години, се вработени и професионалци се. И тој начин, таков тип на злоупотреби се правени, меѓутоа, како да ви кажам, тоа вие не можете да го гоните кривично во смисла, затоа што тоа се дел од нив, ако се навистина кршат, ако се прекршување на законот, веројатно може да се гонат и кривично. Но ако се станува збор за внатрешни прераспоредувања, изигрувања, наоѓање дупки во законот каде што вие само правите, инаку министерот има некогаш и дискреционо право, нели, да унапредува. Но тоа е лошо за професионалната дипломатска служба. Ако некој гледа дека на негов грб некои луѓе се форсираат и дека работи таму со години, а други добиваат унапредувања
и тоа унапредување. Тие се законски, нели, вие имате право да унапредите на две нивоа како министер. Но ако го правите тоа со некој кој што е дојденец, апсолутно создава фрустрации кај другите. Така што сакаме да прекинеме со таа пракса во дипломатијата, односно во Министерството за надворешни работи. Сакаме да им дадеме повеќе шанса на луѓето кои што се професионалци. Секогаш ќе има дипломатите се многу суетни. Јас тоа сум го забележал исто, и политичарите, и новинарите, сите се суетни и секогаш некој ќе рече, нели, јас сум подобар од овој, зошто него го форсирате и така натаму, овој ништо не знае. Меѓутоа, тоа е во секоја интелектуална професија, претпоставувам, вистина, или овој ви е посимпатичен затоа што има неговите идеи се попатриотски или ви звучат попатриотски. Такви забелешки ќе има секогаш. Меѓутоа, важно е да држите до одредени професионални критериуми. Тука јас се надевам искрено дека конечно ќе дојде моментот кога навистина дипломатијата ќе стане она што треба да биде професионална, економски обезбедена, ситуирана, средена, која што ќе се знае својата работа и која што ќе добива квалитетни насоки по кои што ќе оди. Тоа е основата, а не да не се случува ова што сега го имаме, и од друга страна ќе имате секогаш можност кај овие што сега ги враќаат, еве така да кажам, да обвинуваат дека е ова некаква политичка одмазда, реваншизам и не знам што. Па не, видите, ако вие сте прекршувале закони или ако не сте си ја вршеле работата. Ако не сте си на некој начин вршеле работата, законите се јасни. Значи, и за враќање дипломати, и за оценување на нивната работа, и за дисциплински постапки, за се е предвидена постапка, така што тоа што досега не се почитувало, тоа е нешто друго. Тоа што некои луѓе биле наградувани наместо да бидат казнувани, исто така е веројатно работа на политичка злоупотреба, на клановски некакви мешетарења и така натаму. Имаше и видливи работи кога сака водителка некоја да праќаат во. Имаше флагрантни случаи, да, таа беше испратена, мислам. Ништо против девојката, меѓутоа не иде така едноставно. Без оглед. Вие имало, јас како новинар сум пишувал уште од 90-тите во дипломатијата, така праќање на блиски луѓе, на условно речено на девојки, на луѓе кои се добро, тоа е тоа. Кои служат за нешто друго, а не за вистинска дипломатска работа, дипломатска служба, така што такви злоупотреби имало во минатото, никој не може да рече дека ќе биде се искоренето, но мора да создадеме услови кои што пред се и законски, но и атмосфера во куќата. Еве, кажа господинот Муцуски од почетокот, не се одржувале таму ниту колегиуми. Дека какво е тоа расудо, не разбирам. Како може тоа се работи што се подразбира? Колегиум има секаде. Во еден колектив вие мора да имате одржување на некаков редовна агенда во смисла на тоа што се работи. Потоа мора да имате инструкции. Дипломатската мрежа не може да работи без инструкции. По сите прашања. Вие имате прашања од типот на, да речеме, Палестина и Израел. И како да се однесуваат нашите дипломати по ова прашање. Не може по желбата на дипломатот како станал Сабајле. Или не знам, прочитал некој текст, му се допаднал нешто во Нью Йорк Таймс и сега ќе се однесува врз основа на тоа. Значи не се само прашањата за застапување на интересите на Македонија. Тоа е основното. Но ние имаме исто така однос кон одредени светски прашања, глобални теми. Каков ќе биде вашиот став кон, нели, Палестина и Израел, кон Иран, кон Ирак, кон Кина и така натаму. Тајванскиот тем што се случува. Вие не е идејата да бидете само едуцирани како дипломат и да ги знаете, мора да имате инструкции, јасни инструкции кои што ќе ви бидат дадени од куќата. Така што во минатото очигледно тоа не функционирало и затоа е создадена и таква состојба на недоверба и нашата, буквално речено, нашата кауза не стигнала до ушите на оние кои што одлучуваат во светот. Да. Сосема сме на крајот на оваа емисија. Чисто како завршни, се извинувам, се уште сум не баш сосема фит со здравието, како завршни зборови, ако така спеам да кажам за оваа емисија, исклучително имате напнато, снажно темпо наметнато,
и вие, и министерот за надворешни работи, и премиерот денеска рековме, во наследба имаше со господјата Калас, па со шпанскиот премиер, со премиерот на Полска, Тимчо Муцунски, имам впечаток дека воопшто не ни дошол дома. Искрено, навистина не знам, го познавам лично човекот, меѓутоа не можам да видам кога е во Скопје воопшто. Една навистина екстремно темпо на живење. Вие исто така, колку што можам да ве следам, постојано сте некаде, тоа бара многу напор, многу и интелектуален и физички труд, да се разбереме. Не, сепак морам да кажам, ние сме сепак привилегирани што сме ја имаме честа да браниме интереси на државата на надворешен план, што е многу важно. Се друго е дел од работата. Темпото навистина е силно, особено за министерот. Точно, од еден месец, барем 3 недели е надвор. Но еве сега доаѓа период малку на порелаксиран за дипломатијата, божични празници и така натаму, нема светски настани, нема некакви зголемени активности. Но во секој случај во текот на целата година имате постојано не само настани кои што се организираат од аспект на од мултилатерален аспект, туку повеќе и билатерални. Билатерални, што се многу. Па ние сме насочени сега кон Европа, затоа што нашиот интерес е и стратешки интерес и приоритет е да станеме земја членка на Европската унија. Но мораме да кажеме дека светот е, значи глобалната приказна денеска е сосема различна од што беше претходно и мораме да гледаме што се случува и на другите меридијани. Македонската дипломатска мрежа не е голема. Имаме 52-3 дипломатско-конзуларни представништва. Присутни сме и во Азија, Индија, Кина, Јапонија. Вчера го испраќавме јапонскиот амбасадор имаше проштален прием. Имаме многу добри односи со Јапонија, можам да кажам. Силна, тоа треба да се искористи во иднина од аспект на пред се привлекување странски инвестиции, нешто што не е досега, барем овие 7-8 години не е правено. Па нели надворешна трговија како министерство сега се трансформираме во министерство и за надворешна трговија и тука ќе биде фокусот ќе има обука на дипломати во контекст на надворешна трговија и привлекување странски инвестиции и промоција на македонскиот извоз. И се надеваме ќе има мрежа на нови економски советници, нешто што порано беше промотори, меѓутоа малку беше извитоперено затоа што беше злоупотребувано за испраќање на блиски луѓе во таа мрежа, но сега би оделе со дипломати професионални кои што би добиле обука за надворешна трговија да ги засилат амбасадите. Ние сме мала земја, не можеме да водиме светска политика за геополитички проблеми, ама можеме да работиме на економски план. И тоа мора многу посилно да го правиме. Во тоа ќе се вложат дополнителни средства и напори. Ова агенцијата за привлекување странски инвестиции и за слободни индустријски зони, таа ќе биде посебна, меѓутоа политиките за надворешната трговија ги водиме ние, така што на некој начин целиот тој сектор ќе биде насочен дипломатската мрежа кон на економски план и на бизнис план. И ова го разбираат сега нашите партнери од секаде од светот со кои што разговараме и едва ја очекуваат владата да го донесе и новиот пакет, како што најави премиерот, на намалени даноци, бенефиции за странските инвеститори. Знаеме дека и минатата влада на ВМРО ДПМН имаше успех на ова поле, но сега ќе има многу позасилено темпо. Еве веќе оваа година имаме 1 милиарда евра странски инвестиции. Така. Но се надеваме дека во иднина многу повеќе ќе имаме. Овој период од 7 години го искористи Србија и таа привлече најмногу странски инвестиции на Балканот, без оглед што Србија е во таква некоја одредена геополитичка состојба. Гледаме каков е интересот на странските инвеститори за Србија. Мислам дека ние ќе можеме да направиме и чекор понатамо. Пред се сме земја членка на НАТО. Минатата влада не го искористи тоа. Станавме членка на НАТО, за разлика од Албанија, која кога стана членка на НАТО привлече 3 пати повеќе ги зголеми странските инвестиции, минатата влада не направи ништо во таа смисла. Тие беа стрикни со знамето. Значи тоа сега можеме да го искористиме и јас се надевам дека со една силна реформска политика која што не зависи само од процесот на европски интеграции на Македонија.
реформската политика зависи од политичката волја на нашата влада и од силната посветеност, и тоа ќе го направиме. Ние ќе ја подготвиме буквално земјата за да биде прифатлива во европското семејство, а кога ќе биде симнато бугарското вето, тоа е прашање и за нашите стратешки партнери, меѓутоа и за нашиот партнер од Софија да разберат дека ако сакаме да градиме добрососедски односи, мора навистина двете страни да се однесуваме цивилизациски. Зоран Димитровски, заменик министер за надворешни работи и надворешна трговија, благодарам за гостувањето вечер. Ви благодарам и вам, пријатно. Поштовни гледачи, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот нормално е репризното издание нова емисија, а јас ви закажувам нова средба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. До тогаш пријатно.